Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека најавениот ребаланс на буџетот представува редовна процедура која традиционално започнува во јуни и се финализира во текот на јули, отфрлајќи ги забелешките дека владата брза со измените на државната каса. Премиерот нагласи дека не сака директно да ги коментира ставовите и проекциите на Министерството за финансии, посочувајќи дека тие прашања треба да бидат упатени до Министерката за финансии. Одговарајќи на новинарски прашања поврзани со критиките од делот економистите кои предупредуваат дека инфлацијата може да достигне околу 4,5%. Мицкоски рече дека процедурата за ребаланс не се разликува од претходните години, дека владата постапува согласно воспоставената практика. Ова што јас го знам е дека е вообичаена процедура во месец јуни да започнат процедурите таму негде околу јули да се донесе ребаланс на буџетот. Впрочем, така беше и во 2024 и 2025 година, изјави Мицкоски. Тој посочи дека до крајот на годината ќе следува уште една конечна распределба на буџетските средства со цел подобро усогласување на државните финансии со тековните потреби и економските околности. Во однос на инфлацијата, премиерот истакна дека растот на цените е глобален проблем и дека последиците од енергетската и економската криза се чувствуваат во повеќе држави. Ние како влада успеваме да имаме двојно помала инфлација од тоа што имаше минатата влада, дури и во овие услови, изјави Мицкоски. Според Меѓународниот монетарен фонд, не според владата, мерките што ги аплицираше оваа влада се трети во Европа, во однос на процент од БДП во споредба со сите земји. Тогаш бевме на дното, сега сме во првите три, и тоа е емпирската разлика, нагласи премиерот. Целосно се реконструирани оперативниот блок, интензивната нега, патологијата, клиничката лабораторија и кровната конструкција на болницата 8 септември, изјави премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска беше во посета на болницата. Тој најави дека реновираниот дел ќе биде пуштен во употреба за месец до два, кога ќе се заврши со дезинфицирање на објектот и обука на вработените со новата опрема, која што веќе е инсталирана. Она кое што сакам да го кажам, а кое што може би е значајно да се каже, дека пред да се случи оваа реконструкција на овој објект, во овие операциони сали се влегуваше со чадор. Како со чадор, кога врнеше, прокиснуваше, односно кровот течеше. Тоа што вие сега не можете да го видите, а кое што исто така опфаќа дел од оваа реконструкција е целосното реконструирање на кровната конструкција, каде што е сместен клима коморите кои што обезбедуваат третиран воздух, кондициониран со сите параметри, вели Мицкоски. Тој посака овие сали да се користат што помалку, односно да има помалку пациенти. Им посакувам да ги користат што помалку на тие пациенти кои што ќе имаат потреба од медицинска нега и од интервенција на медицинските работници да се чувствуваат комодно, да се чувствуваат пристојно овде во овие реновирани простории, вели премиерот. Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за развој на стручното образование и со подршка од амбасадата на Швајцарија го промовираше онлайн водичот за квалификации наменет за учениците кои се запишуваат во средното образование. Платформата ги содржи сите информации за стручното образование на едно место, возможува пребарување по квалификации, училишта, региони и образовни насоки. Министерката за образование Весна Јаневска изјави дека водичот ќе им помогне на учениците и родителите полесно да донесат информирана одлука за изборот на средно училиште и идната кариера. Таа посочи дека стручното образование станува се попривлечно за младите, особено интерес има за дуалното образование, каде учениците посетуваат практична настава директно во компании. Според податоците на Министерството, од околу 17.000 ученици запишани во прва година, оваа учебна година дури 12.000 се запишале во стручните училишта. За новата учебна година се предвидени 25.000 слободни места, од кои 17.000 се во стручните училишта, речиси 7.000 во дуални паралелки со практична работа во над 1000 компании. Владата на денешната седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и забавните игри со кои се предвидуваат строги ограничувања за коцкарската индустрија, поголема заштита на младите и засилена борба против нелегалното приредување игри на среќа. Новиот закон ќе биде испратен во собраниска процедура од владата, вела дека со него започнува нова, посериозна и поодлучна фаза во справувањето со злоупотребите и агресивното рекламирање на коцкањето. Фокусот на овој закон е
јасен заштита на децата, младите генерации и семејствата, велат од владата. Една од клучните новини е воведувањето строги правила за рекламирање на игрите на среќа. Ќе биде забрането рекламирање надвор од деловните простори, ако тоа има за цел да го поттикне граѓанинот да учествува во коцкање. Дополнително нема да бидат дозволени реклами што коцкањето го прикажуваат како пат до финансиски успес, подобар живот или решение за лични социјални проблеми. Забрането ќе биде и користење познати личности во реклами, како и содржини насочени кон малолетници. Испраќаме јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира ниту да се представува како стил на живот пред младите, велат од македонската влада. Оттаму додаваат дека целта е воспоставување одговорен, транспарентен и контролиран систем со јасни правила и многу поголема заштита на граѓаните. Американскиот председател Доналд Трамп пристигна во Пекинг, каде беше пречекан со свечена церемонија на почетокот на посетата што се оценува како клучна за идните односи меѓу САД и Кина. За време на посетата Трамп ќе одржи разговори со кинескиот лидер Си Џинпинг за повеќе чувствителни прашања, меѓу кои трговските односи, технолошката конкуренција и состојбата околу Тајван. Во сенка на посетата и актуелната криза на Блискиот Исток и американско-израелскиот конфликт со Иран, кој предизвика глобална енергетска нестабилност. Се очекува Трамп да побара од Кина да изврши притисок врз Иран за повторно отворање на Ормудскиот теснец, важен коридор за светската трговија со нафта. Со американскиот председател во Кина отпатуваа и водечки бизнисмени и технолошки лидери, меѓу кои Тим Кук, Илон Маск и Дженсен Хуанг. Посебно внимание привлекуваат технолошките прашања и ограничувањата за извоз на американски чипови во Кина. Администрацијата на Трамп неудамна дозволи ограничена продажба на одредени чипови во Кина, додека Вашингтон продолжува со мерките за ограничување на кинескиот технолошки развој. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус ги повика владите ширум светот на максимална подготвеност по појава на нови случаи на хантавирус поврзани со патници од крстосувачот Хондиус. Според информациите, заразата е потврдена кај 9 лица, а 3 пациенти починале. 2 од Холандија и 1 од Германија. Иако вирусот вообичаено не се пренесува меѓу луѓето, експертите предупредуваат на можност за пренос преку близок контакт кај одредени варијанти. Случаи сомнителни инфекции се регистрирани во повеќе земји, меѓу кои Франција, Шпанија, САД, Велика Британија, Холандија и Германија. Во Франција една пациентка е во критична состојба, додека во Шпанија и САД се хоспитализирани потврдени случаи. Здравствените власти предупредуваат дека хантавирусот има долг период на инкубација од 6 до 8 недели, што го зголемува ризикот од појава на нови случаи во наредниот период. Хондиус е во центарот на истрагата, бидејќи дел од патниците се идентификувани како носители или контакти на вирусот. СЗО препорачува засилени мерки, вклучително и задолжителен карантин од 42 дена за сите лица што биле во контакт со заразените. Времето денеска ќе биде променливо облачно, претежно во западните делови ќе има повремен дожд. Локално ќе има услови за краткотраен пороен дожд и појава на ретки грмежи. Во западните делови ќе дува западен долж поврдарието северен ветер кој наместа повремено ќе засилува. Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 11, а максималната ќе достигне од 17 до 24 степени. Во Скопје променливо облачно време. Во утринските часови во делови од котлината ќе има услови за слаб дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 9, максималната ќе достигне до 20 степени. Во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во попладневните часови наместа ќе има услови за развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите ќе бидат во опаѓање.